Злоупотребите со механизмот воведен за да се зголеми застапеноста на помалите етнички заедници во јавната администрација се причината зошто тој веќе нема да постои во истата форма како и досега. Сепак балансерот со кој се регулираше етничката застапеност при вработувањата нема да се укине, туку ќе стане закон за рамномерна застапеност во јавната администрација, најави вице-премиерот Изет Меджити. Механизмот првично после 2001 беше во функција на застапеност на помалите заедници, но последните години имаше контраефект. Имавме многу случаеви каде македонец се прејавуваше на денот кога требаше да се вработи како албанец, турчин, влах или нешто друго, или обратно на локално ниво, не беше во функција, туку беше во контрафункција и не се укинува балансерот, туку се унапредува и тоа ќе биде во својство на закон за правична застапеност. И министерот за дигитална трансформација деновиве најави можност за носење на ваков закон со што ќе се промени методологијата при вработувањето и еднаш определена етничка припадност нема да може да се смени за потребата на некој конкурс. За почеток ќе се користат бројките од последниот попис во 2021 година и калкулацијата ќе се прави врз основа на населението што живее овде, а не како досега врз основа на вкупното попишано население. Но ова се спротиставија опозицијските партии на албанците, кои обвинуваат дека се дискриминираат граѓаните кои не живеат во државата. СДСМ пак реагираат дека со носењето на закон всушност само се трансформира, но не и укинува механизмот што во изминатите години предизвикуваше бројни реакции, поради давањето на предност при вработување на етничката припадност, а не на образованието и професионалното искуство.